движење кој што излегува од граѓаните и исклучиво ќе работи за граѓаните на државата. Дори имаме многу помал број на членови отколку вкупниот број на собрани потписи за поддршката на мојата кандидатура, но многу позитивна енергија, многу интерес кај граѓаните, секојдневно остваруваме голем број на средби, организираме различни тип на активности, нашата кампања е позитивна и се разликува од останатите. Како тече кампањата еве во источниот дел од државата? Денеска се отвори првиот штаб во Штип, меѓутоа веќе имаше трибина во Кочани. Како е по другите градови од истокот? Ние имаме караван, централен караван со кој што го посетивме, значи во изминатиот период Берово, Делчево, дополнително Македонска каменица и одржавме трибина во Кочани пред преполна сала. Денеска сме повторно во овој регион, го посетивме Лозово, одржавме трибина во Свети Николи и вечерва го отворивме нашиот изборен штаб во Штип. Продолжуваме низ целата држава и нема да оставиме место, населено место или град во државата кој што нема да го посетиме, особено ќе дадеме акцент во најголемата изборна единица во државата, тоа е изборна единица 3. Јас како председател, бидејќи немам како кандидат за председател, бидејќи немам реални можности подеднакво да се представам пред медиумите во делот на платената политичка програма, морам посветено да ги посетам сите места и региони во државата и во непосреден контакт со граѓаните да ја представам својата програма, која што е реална и се базира на 5 принципи, 5 конкретни решенија со временски рокови. Дополнително во програмата се содржани сите надлежности на председателот на државата и што јас би работел како иден председател на Македонија. Еве веќе кога сме кај програмата, велите 5 принципи кои ќе бидат тие што она што им се нуди на граѓаните, зошто еве на 24 април практично граѓаните би излегле и би го дале својот глас за Макси? Првенствено, Македонија е унитарна држава и ние ниту во еден момент, ниту јас како председател на државата нема да се сложам со никакви измени во уставот во делот на изборот на председателот. Тоа значи дека председателот според нас треба и мора да се бира на непосредни избори, бидејќи од тука ја влече својата сила од поддршката на граѓаните, а не избор на председателот во парламентот. Дополнително сметам дека нема простор за менување на уставот по однос на употребата на јазиците и тоа значи 20% на население од одредена етничка заедница да има право да го употребува како службен јазик својот мајчин јазик и ги отфрлам сите барања од албанскиот блок на партии кои што бара да влезе албанскиот јазик во самиот устав како втор службен јазик во државата. Тоа е веќе дефинирано со закон и сметам дека всушност доколку се случи такво нешто би дошло до нарушување на балансот на рамковниот договор кој што всушност според мене во целост е реализиран, но треба да се поработи на допрецизирање на рамковниот договор, бидејќи граѓаните се сведоци дека имаме голем број на лица кои што работат, всушност се вработени, не се појавуваат на работа, а земаат плата. И тие појави во целост треба да се искоренат, а дополнително и да се департизира јавната и државната администрација. По однос на уставните измени и внесување на бугарското малцинство во уставот, значи во рок од 200 дена ќе направам комплетно нова рамка со конкретен предлог до парламентот, во кој предлог всушност ќе бидат содржани уставните измени, но истите уставни измени со проширувањето на етничките заедници во уставот би биле на база на реципроцитет со соседна Бугарија и дополнително истите уставни амандмани би имале полноправна важност од моментот кога Македонија би станала полноправна членка на Европската унија. Зошто? За да се заштитиме себе си од дополнителни барања кои што би дошле од бугарската страна, бидејќи во континуитет гледаме многу непринципиалности од голем број на наши соседи, првично беа од Грција, а сега и од Бугарија, кои што се обидуваат во нашиот евроатлански проект и интеграции да ги решат своите самонуметнати билатерални проблеми. Третото решение е во делот на формирање на европски експертски тим, кој што би бил составен од представници од Европската унија,
кои што би биле ангажирани од моја лична страна да како експертски тим ги разгледаат сите пресуди на Меѓународниот суд за човекови права од Страсбург и би се барало целосна имплементација на истите пресуди од страна на соседна Бугарија во делот на давање поголеми можности на македонското малцинство или граѓаните на Бугарија кои што живеат таму во делот на регистрација на македонските организации во Бугарија, бидејќи тоа би било на некој начин одреден реципроцитет. Четвртото тиот дел од програмата се однесува на борбата против корупцијата и организираниот криминал, бидејќи факт е дека како држава тонеме во корупција и криминал, сите зборуваат за неа, но всушност ние имаме политичка корупција која што своите основи ги тегли токму од лидерствата на политичките партии, тоа граѓаните најдобро го знаат и го чувствуваат, да ќе излезам со комплетна стратегија за сузбивање на корупцијата и објавување на војна на корупцијата со одредено законско решение и дополнително внесување и во уставот и во законот одредени правни одредби со кои што нема да може никогаш да се амнестира, како во случајот со последните измени на кривичниот закон, одредено лице кое е избрано на одговорна функција, да врши одговорна функција доколку направи злоупотреба во конкретниот случај по член 353 сите ставови кои што се наведени, бидејќи она што ни се случи со фамозната измена на кривичниот законник всушност дојде до само амнестија на актуелната политичка гарнитура и дополнително на амнестија на претходната политичка гарнитура со која што застареа голем број на случаи и едноставно имате вие неказнивост во државата. Додека од друга страна неправедно е што голем број на граѓани веќе служат казни поради многу помали прекршоци. Ако државата ви дала одредена одговорност да управувате со државни буџети, со државни средства и пари, народни пари, тогаш доколку злоупотребите позиција треба и да одговарате соодветно, а не со овој закон да бидете амнестирани. Тоа се проектите. Инаку сметам дека сите останати проекти кои што јас како претседателски кандидат ги нудам излегуваат од самиот устав и надлежностите на претседателот и во делот на меѓународните односи, дипломатијата, претседателот треба да игра многу поголема улога, да ја представува државата надвор, да гради нови мостови на пријателства, да ги зајакнува односите на Македонија со земјите партнери во светот, нашите стратешки партнери, но при тоа и да дефинираме кои суштински се нашите стратешки партнери и навистина да се однесуваме партнерски во тие односи, а не во одредени моменти да се наоѓаме под тешка состојба на одреден притисок од страна на дипломатија, бидејќи сметам дека дипломатите се тука во државата да ги застапуваат интересите на нивните држави и соодветно да ги представуваат државите, а не поедини дипломати да се мешаат во внатрешните работи на Македонија. И ако се задржиме во внатрешноста на државата, каква според вас е ситуацијата во образованието, во здравството, како државата е инфраструктурно уредена? Па за жал Македонија тоне како држава во континуитет овие 3 децении на сите полиња, без исклучок. Дали се работи за образованието, имаме несоодветно образование. Ние денеска произведуваме недоволно образовани генерации на ученици, а дополнително и тие кои што се најобразовани, откако ќе го завршат своето средно или високо образование, не се третирани соодветно и немаат еднакви можности. Зошто? Затоа што децата на луѓе кои што се активисти во политички партии или дополнително членови на политички партии секогаш имаат предност за вработување во однос на најдобрите превенции. Во рамки на програмата на ЗНАМ, што ќе биде објавена за парламентарните избори, ќе имаме такви решенија како да го решиме тој проблем. Младите секојдневно заминуваат од државата поради таа фрустрација, не поради аспектот дека само социоекономскиот момент во државата е лош или тежок. Младите не сакаат да живеат во држава без стандарди, држава која што не е усогласена по потребите на сите и дополнително сакаат да живеат во средена држава. Затоа и заминуваат во некои од државите членки на Европската Унија, па дури некои од нив заминуваат и преку океанот. И ние не можеме да ја градиме оваа држава со друг, освен со тие млади луѓе. Мора да создадеме
систем и услови кои што ќе ги привлечат повторно да се вратат назад. Што, Тоа например? значи да изградиме Македонија да биде самоодржлива држава, да бидеме своји на своето, да ги искористиме природните ресурси наместо да се разграбуваат од моменталните концесионери кои што не доволно плаќаат или не го плаќаат тоа кон државата што е потребно. Земјоделието да го работат вистинските земјоделци, а не големо поседниците кои што врз база на исплата на енормни субвенции за земјоделие всушност им кешираат големи средства на пари кои што влегуваат во приватни џебови, а не завршуваат како стимуланс на вистинскиот земјоделец и дополнително да им дадеме еднакви можности, а при тоа да им отвориме можности и на младите луѓе да носат конкретни одлуки, да се чувствуваат одважни. Мојот пример со менаџирање во Куманово покажува дека таму каде што во тие јавни предпријатија или во секторите на општината дадов шанса на нови, помлади луѓе, сите во целост се докажа и покажаја извонредни резултати. Затоа знам како политички субјекти и јас како иден председател на државата ќе давам точно такви услови на сите луѓе кои што се заинтересирани да дадат допринос да ова држава се изгради на ово поубаво место за живење. Затоа денеска знам има апсолутно еден млад, нов, обновен тим, политички неопретеретен, кој што функционира и работи во Куманово и во другите делови на државата, таму каде што имаме до сега организирано организации. Што се однесува до здравството, кое што го споменавте, таму работите се погубни. Вие денеска одите на лекар, особено во Скопје, се обраќате на медицинското лице, за жал тоа не ве разбира што му зборувате, а во голем број на случаи и техничките лица таму, медицинските сестри и така натаму, многу често ја грешат и терапијата, всушност и не можете да добиете соодветна услуга, зашто? Која што вие како здравствен осигуреник всушност плаќате за таа услуга. Замислете, здравствената услуга во Македонија двојно поскапо чини отколку здравствената услуга на еден пациент во една соседна Србија или една соседна Албанија. Што тоа значи? Во буџетот на фондот за здравство гравитираат некаде околу 700 милиони евра средства годишно. Премногу големи средства се излеваат по некои различни канали од државниот буџет. Затоа и не случајно се сите оние големи афери за набавка на реагенси, дополнителна опрема. Вие не можете да чукнете кај одредени лекари на прата и да добиете услуга, бидејќи не можете да дојдете на ред, наводно, всушност се работи за дополнителни методи на корупција. Лекарите треба да добијат подобри услови за работа, повисоки плати, како и многу други во системот, вклучувајќи ги образовните работници кои што работат за енормнистички средства, но при тоа треба да се искорени корупцијата или таму кај што има подароци и такви форми на наводна корупција треба да се канализираат и да се оданочат. Со тоа државата ќе има комплетен увид во сето тоа што се случува, но тоа е се составен дел на програмата на знам кое што ќе ја представиме на предстојните парламентарни избори. Колку време ќе биде потребно за да можеме да кажеме дека еве младите барем во помал број ја напуштаат државата, ако можеме да кажеме и дека голем дел од нив остануваат да работат и да живеат дома, и колку време ќе биде потребно да кажеме дека младите кои што заминале од нашата држава да работат во странство, еве полека се враќаат назад. Видите, оваа власт во континуитет вели дека единствениот проблем зошто не ги отпочнуваме преговорите се уставните измени. Дури ни гарантира дека до 2030 година ние ќе бидеме членка на Европската унија. Јас отворено сакам да кажам вечерва и пред вас и пред граѓаните дека тоа е невозможна мисија, бидејќи и доколку направиме уставни измени под диктат како што ги наметнуваат, а при тоа да се само поништиме согласно преговорачката рамка и францускиот предлог кој што го потпишаа неодговорни политичари во нашата држава, првенствено ние треба да исполниме одредени стандарди. Тоа значи да исполниме 35 подглавја во делот на преговорачкиот процес. Со вакво ниво на корупција и криминал во државата невозможно е да бидете примени во Европската унија. Дополнително за исполнување на стандарди. Ајде да тргнеме од инфраструктурата. Ние зборуваме за мегаломански инфраструктурни проекти. Па тие не се способни 2 километри автопат да реконструираат кај Катланово, а камоли да изградиме нова траса како што ја ветуваат Коридор 8, а всушност исплатија 160 милиони евра аванс, а таму на тој коридор се уште немаме ниту проекта, стојат и димните бомби кои што
што ги испукаа пред известно време. Мислам дека на тој проект само таму стои маичката на Артан Груби, кој што ја остави при самото пуштање помпезно на самиот проект. И сето тоа е многу погрешно, а државата донесе во скратена постапка со европско знаменце специјален закон, лекс специјалис, токму за избор на изведувач на проектот. Јас не зборувам за фирмата, тоа е еминентна фирма. Јас зборувам за проект за кој што не постои проектна документација, немаше тендерска постапка и со закон се дефинира услови кои што не се дадени на ниту еден изведувач во државата. И такви примери во регионот не постојат. Под образложение дека многу брзо ќе се изгради. Еве, што се гради, не се гради ништо. Јас како градоначалник на општината не можам да отпочнам ниту една тендерска постапка, доколку претходно не ми е решен имотно-правниот однос, експроприацијата за градба на една обична улица, дополнително претходно проектна документација за изведба, основен проект, елаборат за експроприација, предмер пресметка, буџетирање, предвидени средства, тендерирање на постапката, јавен тендер, јавна постапка, подпишување на договор. А во овој случај Коридорот 8 се беше возможно. Зошто? За да се трансферираат 160 милиони евра кон изведувачот и нормално истите. Предпоставувам дека дел ќе се вратат кон политичките субјекти кои што ќе ги употребат во рамки на кампањата за подкуп на добивање и обезбедување на поддршка од страна на граѓаните. Еве јавно апелирам до овде, бидејќи таков случај има во Куманово, се што ќе им понудат на граѓаните за време на избори да го земат, бидејќи не им даваат ништо од џебот, туку им ги враќаат нивните пари. А јас како Максим и движењето знам, ќе се обидеме да го спречиме тоа и во иднина никогаш повторно да не се повтори. Инаку имаме мал милион афери поврзани со актуелната власт, за кои што искрено не би сакал вечерва да зборувам, затоа што сакам да се осврнем на позитивната кампања. Ја споменавте да и кампањата, како според вас тече ова предизборна кампања, имаме ли црна кампања, еве недела дена откако започна практично кампањата за председателските избори? Па, ние водиме, јас водам позитивна кампања, што се однесува кон мене. Црната кампања почна од првиот ден, уште од моментот кога почнаме да ги собираме подписите, бидејќи знаете како сето тоа беше организирано. Најголем број на местата кај што се собираа подписите, на пример во Скопје, за да одите како граѓанин на аеродром, требаше да одите во населба Карпош за да се подпишете за поддршка на одреден кандидат. Имаше лобирање пред гласачките места, притисок, замислете оние масовни развозување и возење на сите поддржувачи да подпишат за едниот или другиот кандидат на големите партии. На крајот опозицијата не ги употреби подписите. Сушност тоа било само покажување на сила или мускули помеѓу себе, што јас го респектирам секој подпис на секој граѓанин таму, но сметам дека не е коректно, бидејќи се злоупотребува генерално и партиското членство, но се злоупотребуваат и членови на јавна и државна администрација. Знаеме како почива системот. Тој кој што вработил најповеќе во администрацијата, тој ги повикува подоцна со SMS пораки или на друг начин ги мобилизира и им бара поддршката. Но кога гласаат граѓаните, гласаат тајно, зад параванот и никој не знае што ќе изгласа. Дополнително самото обвинение кое што беше поднесено против мене, случај кој што е апсолутно чист, каде што јас како градоначалник согласно законот штитам јавен интерес и не дозволувам покрај школската амбуланта на 5 метри оддалеченост да се изгради еден објект со катност од 7, 8, 9 и повеќе спратови и објектот да биде во вечна сенка и во близина на Кумановската гимназија, но сепак тоа бизнис лоби е многу моќно поврзано со високи функционери од власта, па дури некои од нив и со опозицијата, и едноставно нели се може во нашиот систем. Бев изведен пред лицето на правдата, ќе го завршам и ќе го срушам, ќе го демонтирам тој процес во целост. Дополнително во меѓувреме ми стигна уште едно ново обвинение кај што мора да се јавам на јавен обвинител. Само кажете ми, еве, вие како граѓани, не како новинар, дали помните во историјата на Македонија случај да имате председателски кандидат кој што од моментот на отпочнување на кампањата е повикан во обвинителство, директно на рочиште и дополнително повикан во обвинителство. За каква кампања да зборуваме, но како и да е, тоа не може да не кампањата на социјалните мрежи, еве, отворање на нови портали,
постојано по социјалните мрежи граѓаните може да видат се што како таму тече кампањата и колку граѓаните преку социјалните мрежи практично може да видат за кандидатите, за програмите, за самата кампања. Па видете, се шират многу лажни вести преку таквите портали, фан страни и така натаму, кои што се креирани со еднонасочна намера да пласираат лажни вести и целиот свет се бори против лажните вести. Нашите стратешки партнери исто така имаат цели проекти кои што се наменети за борба против лажните вести, но за жал нашето законодавство и оваа власт не успеа да го регулира тоа, што поттикнува на размислување дека всушност истите учествуваат во тоа. Но јас за време на локалните избори во Куманово бев составен дел на една таква црна кампања, кај што во добар дел, особено кај албанскиот електорат, ме прикажаа во погрешно и лошо светло. Јас сум градоначалник во Куманово на сите граѓани, ги почитувам сите граѓани, сите етнички заедници, но при тоа морам да напоменам дека го сакам и го почитувам мојот македонски народ и работам на национално обединување на македонците, бидејќи сметам дека ние како народ сме длабоко поделени поради политиката, додека ги гледаме политичарите и на лидерските средби и во различни форми како комуницираат помеѓу себе, нас граѓанинот доле ни е поделен. И сметам дека е потребно да се појави нов политички субјект кој што ќе работи на целосно обединување на македонците, да се изгради еден национален консензус по однос на црвените линии национални наши кои што ќе ги застапуваат сите политички субјекти. И јас ќе се вложам себе си, ќе го дадам својот максимум и во моментов како кандидат, а и подоцна доколку се стекнам со довербата председател на Македонија, да го обединам македонскиот народ во една целина, бидејќи сме премногу малку за да се делиме по таа основа. Што очекувате од престојните избори? Па јас лично очекувам од моја страна да се води позитивна кампања. Жалам што голем број напротив кандидатите бегаат од телевизиски соочувања и дебати. Некоректно е кон граѓаните и кон тие кои што треба да не гласаат, да се изјаснат за нас на 24-ти, да не видат во вистинското светло на дебати, да ги соочиме нашите факти и аргументи пред јавноста, за да граѓаните имаат шанса да се определат врз база на тоа што ние ќе го изнесеме во јавноста, а не врз база на тоа што ќе го видат на платените политички програми, бидејќи тука не сме подеднакви. Тука се привилегирани големите политички партии, повторно со пари на граѓаните се плаќаат скапи проекти и рекламирање на телевизиите, но од друга страна очекувам влез во вториот круг и победа во вториот круг и избор за председател да биде секако поддршката на граѓаните насочена кон мене. Зошто? Затоа што ние сме различни од останатите. Многу ми на граѓани велат дека сите се исти, но јас гарантирам дека ние не сме исти и сите тоа можат да го видат и на локално ниво, таму кај што научив да менаџирам, а истото искуство сакам да го пренесам и на централно ниво. Ќе учествувате и на парламентарните избори, што очекувате од нив? На парламентарните избори очекувам исто така голема поддршка на новиот политички субјект, знам бидејќи имаме наши кандидатски листи кои што се многу сериозни кандидати со огромно искуство, луѓе со дигнитет, респект во средините во кои што живеат, луѓе со позитивна позадина зад себе, без никакви етикети, но за тоа ќе говорам кога ќе ми дозволи нели законот во рамките на предизборната кампања за председателските избори, но едно можам да кажам вечерва кај вас дека без нам нема да има нова влада. И убеден сум дека ние ќе бидеме decision makerот, или тој кој што ќе ги носи одлуките кои тоа ќе го составува следната влада во Македонија, при тоа водејќи се јасно и гласно од ставот дека ниту во еден обзир не доаѓа да се коалицира со било кој од овие представници на актуелната гарнитура, посочувајќи го комплетниот лидершип и сите оние имиња кои што се наставани на самите носителски позиции, првите последователни имиња на кандидатските листи. Зошто? Затоа што јас сметам дека овие кандидатски листи на власта не се листи за учество или победа на избори, туку се листи за обезбедување на имунитет на самите кандидати кои што се на листите, бидејќи догуше се во криминал, што се однесува до опозицијата. Ние ќе ги предложиме нашите услови, доколку бидат прифатени, ќе разговараме, но при тоа ќе бараме претходна гаранција и подпис на нашите услови, доколку не, сметам дека ова
лоша состојба во која што се наоѓа Македонија денеска е апсолутно одговорност на оваа актуелна власт, претходната власт, и тие имаат најголема одговорност, па не ми смета воопшто да се спојат, нека владеат заедно, а ние ќе останеме со граѓаните и ќе бидеме реалната опозиција конструктивна во државата. А зошто слоганот максимум за Македонија? Што практично треба да значи овој слоган кога граѓаните ќе го видат? Па, сакаме да го дадеме максималното од нас, сакаме да на најумен начин да го реализираме тоа што е максимално и што може да се реализира. Тоа значи максимално да мобилизираме од граѓаните, да добиеме максимална енергија, максимална поддршка и да се вложиме себе си, бидејќи генерално се работи за млади луѓе на кандидатските листи со големо животно искуство, при тоа политички непотрошени, некои од нив голем број аутсайдери во политиката, кои што ќе се вложат себе си максимално да дадат, а не да земат од оваа држава. Што се однесува до слоганот, тоа е поврзано и со моето име, чиста коинциденција, такво ми е името, а и самиот сум таков, максимален. Оние кои што ме знаат како менаџира, знаат дека секогаш при реализација на секој проект во мојот град, јас заедно се радувам и го сочувствувам тоа со граѓаните како позитивна работа и воопшто не сум среќен кога немам можност да реализирам или решам одреден проблем на некој мој сограѓанин. Едноставно тоа што го научив и го стекнав како искуство таму, сакам максимално да го пренесам на национално ниво. Сметам дека Македонија треба да добие председател од редовите на граѓаните. Се гледам себе си таков како обичен граѓанин, а не функционер кој што ќе биде во функција на граѓаните, а не во функција на политичкиот субјект кој што го поставува на таа позиција, бидејќи вие и скоро и да немате случаи во државата каде што некој од претходните председатели се одважил и рекол не на сопствениот политички субјект, па дури многу пати и на мнозинството кое што владее во парламентот. Јас тоа веќе го имам сторено и тоа во моменти на најголемата моќ на мојата поранешна партија имам кажано не во многу круцијални моменти, исклучиво од интерес на граѓаните на мојата општина и за заштитување на националните и државни интереси. Градоначалник на општина Куманово и кандидат за председател. Што ќе значи ова за вас ако ја добиете поддршката од граѓаните на изборите и еве бидете председател на државата? Има разлики помеѓу градоначалник и председател. Што е она практично што ќе продолжите да го правите и начинот на менаџирање сега од градоначалник и ако ја добиете довербата за председател? Па видете, согласно изборниот законник и согласно уставот, единствено овие две функции во државата се бираат на непосредни избори. И тоа е многу слично. Значи и градоначалникот се бира на непосредни избори и председателот, кандидатот за председател исто така се избира на непосредни избори, што значи има сличност, бидејќи вие вашата моќ и вашата сигурност ја влечете од суверенот, тоа е граѓанинот, и од тука го влечете суверенитетот на функцијата која што извршувате. И не е точен многу често пати повторуван оној епитет дека председателот е енглеска кралица. Апсолутно не е точно. Таа позиција е како битна во државата, но за жал политичките субјекти и представниците во политичките партии и лидершиповите ја релативизираат свесно таа функција, наметнувајќи ја таа теза дека председателот воопшто нема ингеренција. Председателот како има? Прво е врховен командант на армијата, дополнително е активно ја представува државата во меѓународната политика и како битен фактор, битен во делот на поставување на дипломатите, развивање на дипломатската мрежа, непосредна соработка со Министерството за надворешни работи, во реформите на во реформите на судството, бидејќи именувате своји представници во Републичкиот судски совет, дополнително давате предлог за состав на Уставниот суд, кој што исто така е нарушен односот таму сега. Нашиот правен систем комплетно треба да се ремонтира, таму имате професионалци кои што никогаш не добиваат шанса, а политиката е длабоко навлезена и има еден процес на екстремна дуизација
во самиот независен систем судски и тоа треба да се искорени во целост и во судството и во обвинителството. Дополнително и во монетарната политика, Народната банка и уште голем број на ингеренции кои што излегуваат од законов, вклучувајќи ги тука помилувањата на осудените лица. Но при тоа, председателот, функцијата не го чини човекот, туку човекот ја чини функцијата. Хајде да направиме една паралела со соседна Србија. Точно е дека немаме ист устав на државата, но дефинитивно и нашиот председател и председателот во Србија имаат слични ингеренции. Каква е состојбата таму, каква е состојбата овде. Овде имаме председател кој што е за жал послушник на политичката елита која што е на власт. Таму имаме председател на државата кој што всушност ги дефинира сите моменти во општеството и дополнително ја критикува и владата без разлика што е од неговата политичка партија и законодавната власт. Вие немате случај во државата до сега во историјата на оваа држава председателот кој што согласно законот и уставот има право да предлага закони, да излезе и во интерес на граѓаните да предложи одредено законско решение. Јас имам намера да предлагам такви законски решенија во делот на решавање на проблемот со пензионерите и дополнително во делот на решавање на други законски решенија. За крај би ве прашала каква излезност очекувате на престојните избори? Па онаа што го гледам на терен, за жал, недостасуваат голем број на граѓани кои што живеат во Македонија, и тоа претходно го реков дека треба да го дадеме својот максимум за да ги вратиме истите, но при тоа да им создадеме услови. Македонија мора да ја направиме самоодржлива држава и да им дадеме еднакви можности за сите. Нема доволно правда за сите, има политика на неказнивост или селективна правда во Македонија и да си ја средиме државата по сите основи. Да ја вратиме етиката и моралот да се изучува, бидејќи општеството ни отиде во целост. Но јас очекувам висока излезност на овие избори, затоа што сметам дека граѓаните ќе се одвржат и ќе ја сватат суштината на моментот, колку се овие избори битни за иднината на државата и ако доколку до сега и во минатото граѓаните секогаш на секои избори гласаа против, многу ретко за. За прв пат во историјата ќе имаат можност да гласаат за една нова опција, трета опција, која што излегува од граѓаните и со граѓаните се движи по центарот, а со социоекономските политики благо кон лево. И сметам дека знам е вистинската опција која што ќе се стекне со таа граѓанска подршка. Јас сум кандидатот Максим Димитриевски за председател на Македонија, барам поддршката на граѓаните и мојот реден број е секако 7, очекувам поддршка на 24 и ќе го дадам својот максимум за наша Македонија. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Ми беше чест и ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување. Imnet. Што прават они? Тие пари ги префрлуваат во непродуктивни трошоци. Пред 3 години тоа